Веќе повеќе од 2 недели се собираме овде на мирен и достоинствен начин да ја изразиме поддршката кон неправилното обвинети и приведени граѓани на Република Македонија. Веќе 2 недели ВМРО-ДПМН на различен начин го искажува својот револт, својот гнев, својот бунт против овој политички реваншизам што се случува во Република Македонија. На овој начин сакаме да дадеме поддршка ние пратениците кои сме тука, но и граѓаните на Република Македонија. Поддршка на нашите колеги, на сите уметници, на сите службени лица и на оние невини граѓани, патриоти, кои што поради своите национални чувства кон државата, кон нашиот идентитет, кон јазикот, кон државните символи, се мета на политички реваншизам и се во занданите во Република Македонија. Овие граѓани се неправилно приведени, обвинети и притворени. Овие граѓани можат да бидат се, но најмалку се терористи и уривачи на уставниот поредок на државата. Единствена вина им е дека си ја сакаат државата и на мирен и достоинствен начин изразуваа под протести околу 70 дена и сакаа да ја зачуваат унитарноста, националниот идентитет, јазикот и символите на оваа наша и убава Република Македонија. На перфиден начин, сите овие граѓани беа вовлечени во една игра со која сака да се скрши кичмата на македонскиот граѓанин од она што е македонско и што векови припаѓало на македонецот. Но ние нема да застанеме. Ние нема да се предадеме, ќе продолжиме секој ден да доаѓаме и да укажуваме на грешките кои ги прави оваа власт. Ќе алармираме за сите неправди и прекршување на човекови права, како и презумпции на невиност. Се надеваме дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги увиди своите грешки и ќе почнат соодветно да го спроведуваат законот во Република Македонија, а не да го прават она што го прават во моментот. Тоа е класичен политички реваншизам, демонстрирање на сила и силувањето на институциите во нашата држава. Денес од овде бараме безусловно запирање на сите овие процеси на политички прогон. Бараме хитно и безусловно стопирање на малтретирањата, на теророт и изживувањата кои го прави СДС. Бараме хитно пуштање на слобода на сите, повторувам, на сите лица кои се опфатени во овој класичен политички прогон. Продолжуваме секојдневно до завршување и разрешување на оваа политичка хајка врз македонскиот граѓанин, уставобранителите и родолюбите кои што се уште ги има нашата татковина. Да сте ни живи и здрави, да ни е вечна Република Македонија.